саботното издание на регионалните вести ќе гледате. 281 случаи на семено насилство во Тетовско-гостиварскиот регион се пријавени за 8 месеци. Најчеста мета на сајбербулингот се адолесцентите. Психолозите потенцираат дека треба да се пријавуваат ваквите случаи на тортура. Во земјава се спроведуваат активности за промоција и поддршка на велосипедизмот. Пријавените случаи на семејно насилство во полицијата најчесто остануваат само како поплаки. Жртвите не се охрабруваат да побараат кривичен прогон, поради стигма од општеството, но и финансиска зависност. Во Полошко дополнителен проблем е што нема шелтер центар, па жртвата се враќа кај насилникот. За 8 месеци во Тетовско-гостиварскиот регион пријавени се 281 случаи, меѓу кои најтрагичниот завршил со убиство на родител. Жртвите на семејно насилство се охрабруваат да го пријават насилникот, но често се одвраќаат од тој пат. Пријавуваат дека биле тепани или малтретирани, но кога процесот продолжува, тие се откажуваат и не бараат кривичен прогон. Па така со соодветни поднесоци се заокружени едва 1/3 од регистрираните случаи во СВР Тетово. Од вкупно 281 случаи за само 8 месеци. Кривични дела се 75, а останатите само поплаки. Најголемиот број од кривичните дела, поточно 55, биле со нанесување телесни повреди на жртвите, едно со убиство на родител, а преостанатите со загрозување на сигурноста на жртвите. Најчести сторители на ваквиот вид насилство во овој период се машки лица, претежно сопрузи, поранешни сопрузи, вонбрачни сопрузи, татковци и синови, а најбројни меѓу жртвите на ваквото насилство се сопруги, поранешни сопруги, вонбрачни сопруги, мајки, ќерки и други членови на семејството. Во периодот за кој станува збор, евидентираме и вкупно 206 случаи на поплаки, односно прекршоци, исто така поврзани со семејно насилство, кои се одржале психичко, физичко или економско малтретирање. Најбројни меѓу оние кои го вршеле ваквото малтретирање биле машки лица. Од Центарот за поддршка кој започна со работа во Тетово од декември минатата година, потврдуваат дека жртвите честопати се враќаат кај насилникот, поради срам од околината, но и економска зависност. Процесот се отежнува и поради тоа што во Полошко нема каде да се згрижат, а локалната самоуправа досега не покажала интерес. Шелтер центарот е навистина потребен затоа што на ниво на Полошкиот регион ние немаме шелтер центар и сето тоа го отежнува или ја отежнува самата постапка да жртвата која што пријавила насилство, а постои интервентна потреба да се смести во определен шелтер центар, мора да се носи надвор во други градови, тоа е поприлично поодалечено. Со оглед на статистиката и податоците е многу потребен, меѓутоа она што мене дополнително ме загрижува е што општината не ги поддржува ваквиот вид на ресурси. И ова се претежно финансирани советувалишта од надворешни фондации, а тоа не е трајно решение, што значи дека жртвите ќе имаат поддршка се додека постои финансиска поддршка за ваквиот вид на советувалиште, што е навистина загрижувачки. Психички растројства, болестите на зависност, како алкохол, дрога, љубомората, прекината љубов, нарушени односи, се дел од причините за семејно насилство. Сајбербулингот е една од опасностите кои неретко демнат на интернет. Најчеста мета на овој вид насилство се адолесцентите, велат психолозите, и потенцираат дека треба да се пријавуваат и вакви случаи на тортура со цел избегнување на последиците по менталното здравје на децата. Социјалните мрежи како средства за виртуелна комуникација, поврзување со луѓе од други места, споделување видеа и фотографии од секојдневниот живот на корисниците имаат своји предности, но често се место каде што демнеат многу опасности.
Со објавувањето на лични информации, достапни за голем број на луѓе, интернетот отвори простор за онлайн врсничко насилство. Сајбербулингот се манифестира со онлайн закани вознемирување, лажно представување, споделување фотографии, видеа или разговори без дозвола. Најчеста мета на сајбер насилници се адолесцентите, велат психолозите. Ситуацијата може би изгледа подобрена, немаме тепање, немаме удирање, ама тоа е лажно подобрување, затоа што тоа насилство, како што реков, е префрлено на социјалните мрежи. За жал, многу често и тоа што некогаш ќе го видиме како физичко насилство, во основа е причинето и започнато на социјалните мрежи. Значи, децата се навредуваат, децата испраќаат непристојни фотографии со цел да го нарушат угледот кон поединецот кој е жртва во случајот, лажни информации шират со цел да ги повредат другите, споделуваат различни фотографии каде што повторно целта е да се нанесе повреда на одредена лице, односно одредено дете. И точно е дека многу повеќе е присутно, посебно кај децата на поголема возраст, за разлика од помалите дечиња, каде што насилството започнува уште од најраната возраст и ние можеме да го забележиме во градинките, во парковите, каде што нешто се грабнува, каде што се децата меѓу себе ќе покажат некое такво однесување, ќе се удират, ќе си потурнат и така натаму. А за сајбер насилството, пак ќе повторам дека е потипично за поголемата возраст. Психолозите исто така советуваат децата жртви на сајбербулинг, ваквиот вид на малтретирање да го пријават најпрво кај родителите, а потоа и во училиштата каде што учат, со цел да им се излезе во пресред, односно да се спречат последиците од таквиот вид вознемирување, кои, како што велат психолозите, можат да бидат изразени во форма на анксиозност, депресија и намалена самодоверба. Универзитетскиот професор Константин Димитров во интервју за информативната агенција Макфакс зборува за енергетската криза и како таа ќе влијае врз граѓаните и стопанството. Ќе има поскапување на цената на овие производи, ќе има, и граѓаните мора да го прифатиме тоа дури доброволно, за ако може дел од оваа поевтина електрична енергија да се прелее кон стопанството. Што би правиле да затворат сега уште 1000 фирми? така. Тие 1000 фирми со по четворица, да кажам, вработени, 4000 невработени, а секој од нив има дома по 2-3 уште што ги рани. Сите тие ќе да пред влада да видат на социјална помош, да барат социјална помош, невработени, пропаднале. Не може да ги остави на улица без храна, или ќе отвараме народни кујни за да се прехрани, има и тоа е можност. Државата ќе нема можност да ги покрие. Ако ни пропадне стопанството, нема да има пари да се полни буџетот. Па не може, ако си немаш пари во буџетот, не си обезбедуваш средства, па нема ни кредит да ти дадат. Значи, одеднаш ќе гледате како мора да се помогне. Дозволите овие маливи инвеститори, колку можат, дајте им согласност преку ноќ, ако може оваа година, да постат сончеви колектори. Ке смалат притисок државата да увезува електрична енергија. Тоа што ни ќе го произведат, директно пумпајте го со таа ефтина цена во стопанството. Многу едноставно е. Секој потрошувач да има право да постави сончеви колектори со еднаква моќност колку што му дале дозвола за приклучок од електродистрибутивната компанија. Во рамки на Европската недела на мобилност, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и МВР ќе реализираат низа активности за промоција и поддршка на алтернативните форми на мобилност, со посебен акцент на поддршка на велосипедизмот.
Веќе 20 години се реализира оваа кампања Европска недела на мобилност од 16 до 22 септември. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во соработка со Министерството за внатрешни работи и секторот за превенција ќе реализира активности од оваа кампања. Целта на оваа кампања е да се поттикнат луѓето и сите останати учесници во сообраќајот за алтернативна мобилност, и тоа пешачење и возење велосипед. Посебно за возачите кои управуваат моторни возила на кратки дестинации до 5 километри да ги заменат со велосипеди. Со тоа ќе се намали метежот во сообраќајот и тие ќе пристигнат за пократок временски период до саканата цел. Велосипедот поседува еколошки, економски, социјални и здравствени придобивки. Затоа апелирам: возете велосипед. Иднината за одржлива мобилност е во ваши раце. Вклучиме на кампањата со која ги повикуваме граѓаните моторните возила да ги замениме со велосипеди. Ние како Министерство за внатрешни работи ја практикуваме оваа работа и имаме велосипедски единици во склоп на секторите за внатрешни работи и можам да кажам дека овие единици даваат одлични резултати. Се разбира, користењето на велосипед има многу предности. Покрај тоа што нели влие на екологијата, исто така на здравјето на граѓаните, но и во оваа светска економска криза се разбира мораме да го гледаме и факторот на штедењето, фактички со користењето на велосипеди. Но и покрај сите овие предности, тоа не значи дека не треба да се почитуваат сообраќајните правила и прописи. Напротив, и кога користиме велосипед, и кога одиме пешки, но еве и кога користиме електрични тротинети, секогаш да се почитуваат сообраќајните правила и прописи, затоа што на тој начин ќе придонесеме за поголема безбедност на сообраќајниците. Во август полицијата санкционирала 107 лица кои управувале возило без положен возачки испит. За ваквиот вид прекршок глоба има и за сопствениците на возилата кои им ги дале на управување. Полициските службеници на СВР Тетово и минатиот месец август покрај другото посебно внимание во секојдневните редовни акциски контроли му посветија на управувањето моторни возила без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа. При тоа, на поширокото тетовско подрачје откриени и законски санкционирани биле вкупно 107 лица без возачки дозволи, 7 со несоодветна категорија, 11 со важечка забрана за управување и 26 возачи почетници, кои не се придржувале на предвидените ограничувања за оваа категорија возачи. Секторот за внатрешни работи Тетово и овој месец засилено го контролира управувањето без возачки дозволи и повторно апелира, посебно до младите, задолжително да посетуваат возачка обука и навреме да го положат соодветниот испит, теоретски и практичен, за да се стекнат со право да поседуваат адекватна дозвола. Се апелира исто така дека непоседувањето на дозвола се санкционира со изготвување на поднесоци и со парична глоба од 250 евра во денарска противредност. Толку изнесува глобата и за сопствениците на возилата кои им ги дале да ги управуваат на други лица, иако знаеле дека немаат возачка дозвола. Истото се однесува и на мотоцикли, земјоделска механизација, трактори, комбајни и друго. Многу бројни проекти во целата земја се доказ за ова соработка. Тие се спроведени од различни германски учесници, вклучително и од амбасадата, во најтесна координација и соработка со нашите партнери во Северна Македонија, на кој срдечно им благодариме за тоа. Целта беше и целта е земјата да се движи напред на својот пат кон целосна евроатлантска интеграција, да има одржлив развој за подобар живот на луѓето во хармонија со природата и животната средина. Учење едни од други, градење на мостови меѓу нашите земји и нивните луѓе. 7 од германските учесници се присутни денес, за да можете подобро да ги запознаете. Гете институт се залага за културна размена,
например преку музиката, филмот, ликовната уметност и се разбира за работата со нашиот тежок германски јазик. Германската служба за академска размена се грижи за размена во областа на образованието и студиските програми. Делегацијата на германското стопанство ги поддржува германските фирми во Северна Македонија и македонските фирми кои се активни или сакат да бидат активни во Германија и одржува широка мрежа. Во текот на работната седмица, времето ќе биде стабилно со студени утра и со дневни температури, кои ќе бидат под просекот за овој период од годината, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Денеска нашето подрачје се наоѓа под влијание на циклонска активност, така што и времето во целава земја е облачно, со врнежи од дожд кои на повеќе места се со умерен интензитет. Така и во Полошкиот регион времето е облачно, со повремен дожд, а имаше и ретка појава на грмежи. До крајот на денот ќе се задржи променливо облачно и нестабилно време со повремен пораен дожд и ретки грмежи. Наместа ќе имаме и пообилни врнежи од дожд, особено во Полошкиот регион, а температурата денеска ќе достигне до 22 степена. Утре во утринските часови ќе биде променливо облачно, меѓутоа во текот на денот облачноста ќе се намалува, така што ќе преовладува сончево време со мала до умерена облачност. Ќе биде доста ветровито, што ќе предизвика и опаќање на тамошно на температурите. Ќе дува засилен северен ветер, што се однесува до температурата, утринската во Тетово ќе се спушти до 11, додека дневната ќе достигне до 18 степени. Во текот на целата работна седмица времето ќе биде стабилно со студени утра и со дневни температури кои што ќе бидат под просекот за овој период од годината. Услови за слаб локален дожд ќе има во среда. Тоа е се што подготвивме за ова издание на регионалните вести. Имајте убав остаток од викендот. Пријатно!